Гласачот од Висконсин Тереза Лапс е загрижена за економијата на САД и за тоа како нејзиното семејство ќе ги покрие повисоките трошоци. It's hard for a working family like ours. Тешко е за работничко семејство како нашето да оди во продавница за храна и да не потроши 10 до $150 секој викенд, размислувајќи што да купи тогаш, а што да остави за следната недела. Цените на бензинот растат и не разбирам зошто. Лапс вели дека гласа за Џо Бајден со надеж дека тој ќе продолжи да работи уште понапорно во следните 4 години, за да им голесни животот на работничките семејства. Таа економска вознемиреност ја поттикнува и поддршката за Доналд Трамп. Гласачот од Џорџија, Феј Болинг, вели дека ова е најлошата економија што некогаш ја видела. Јас сум 73 годишна баба на 17 внуци. Ви велам дека никогаш во мојот живот не сум ја видела економијата толку лоша како што е сега. И јас сум за Доналд Трамп. Сакам сите да излезат и сакам црвен бран да дојде во ноември, затоа што треба да го вратиме представничкиот дом, Сенатот и председателството и да ја одржиме оваа земја. Економијата е главното прашање за гласачите на овие председателски избори, при што мнозинството луѓе во анкетата на Хардвард, Центарот за американски политички студии Харис, минатиот месец рече дека инфлацијата е најголемото прашање што ги засега лично. Оваа загриженост доаѓа и покрај тоа што Американскиот оддел за труд извести за подобри од очекуваните вработувања во првиот квартал од годината, при што здравствените, владините и градежните сектори додадоа најмногу работни места. Невработеноста е под 4%, а платите продолжуваат да растат. Трамп рече дека американската економија пропаѓа и на настан за собирање пари во Флорида рече дека тоа е човекот што ќе ја поправи. А луѓето само сакаат промени. Богатите луѓе сакаат, сиромашните луѓе го сакаат тоа. Сите сакаат промени. На земјата навистина е оди лошо. Ние сме за подсмев низ целиот свет. Ќе ја постигнеме таа промена многу брзо. Бајден на собир во Невада рече дека ја поправил економијата повредена од коронавирусот и од даночните намалувања на Трамп за побогатите американци. Работите се менуваат. Невработеноста е драстично намалено. Со повеќе жители што работат во Невада, повеќе од кога било во историјата на сојузната држава, а илјадници градови низ цела Америка го гледаат големиот повраток. Бајден вели дека економијата ќе се подобри како дел од неговиот план да укине дел од студентските заеми. Луѓе, никогаш нема да престанам да давам олеснување на студентскиот долг на вредните американци. Само во интерес на Америка е да го правиме тоа. И повторно тоа е за доброто за нашата економија. Таа станува се посилна и посилна. Анкетата на Хардвард ги покажува политичките поделби во државата околу економијата, при што речиси 2/3 од демократите велат дека економијата е на вистинскиот пат, но само 12% од републиканците го одразуваат тој оптимизам.